Владата не планира мерки за намалување на цените на храната. Премиерот Христијан Мицкоски вели анализите кои ги направиле по досегашните празнични кушнички и мерки покажале дека било каков интервенционизам ќе значи само преливање во следните месеци. Вели ги анализираат сите аспекти во моментов, инспекторите од ДПИ се на терен и се утврдуваат евентуални нерегуларности. Да, може тој месец ќе имаме поевтина цена на артиклите, но трговците тоа потоа го пренесуваат во следните месеци. Базната инфлација. Тука овој месец забележавме отстапување, посебно во делот на вошето и делумно зеленчукот. Ќе испитаме претежно кај берзанските артикли, шекерот и слично, ќе испитаме зошто е тоа така и инспекциите ќе продолжат прилично ревносно да си вршат својата работа. Изјавата на Мицкоски доаѓа откако статистика вчера измери инфлација од 4% во ноември годинава, споредбено со истиот месец лани, но изголемување од 0,5% кај месечната инфлација. Според статистика, за една година најмногу поскапело вошието, но и месото. Маслото, а зголемување на цените регистрирано и кај дел од млечните производи, но и лебот, јајцата. И граѓаните кои ги анкетиравме велат од ден во ден забележуваат промени во цените и очекуваат државата да превземе нешто. Би требало да има, затоа што е живот многу скап. До едно може да се поевтинат цените. Би требало да има, пошто цените од однос на лани некаде, да не речеме, ама 40% се поскапи однос на лани, значи пред новогодишните и божичните празници. Све е поскапено. Ако денеска влезам, ако пазарам нешто, утре е друга цена. И сега не е проблемот за 20-30 денари, ама секој ден по 20-30 денари за нас пензионери без стари вреди. Во меѓувреме се чека седница на економско-социјалниот совет, на кој треба да се донесе новата владина потрошувачка кошничка, која според надлежните ќе биде вистински показател за месечните трошоци на граѓаните. Според она на ССМ пак, на едно 4-члено семејство за да го преживее месецот, потребни му се околу 65.000 денари, од кои нешто над 20.000 денари се трошат за храна и пијалаци.